Во идеални услови на пониски дневни температури во опремени простории со постојан надзор од лекари, физијатри, физиотерапевти, како и доктор по пластична хирургија, се одвива процесот на рехабилитација на повредените од пулс во одмаралиштето на Пониква. 45 пациенти се сместени на Пониква, додека 16 одат на преврски во Кочанската општа болница. Мислам дека условите се задоволни, работиме тековно доколку нешто се појави. Значи се организира PRP, тоа што го спомнавме, значи групата според списокот на клиника за пластична хирургија кој што ни е даден, ќе се одвива во болницата во Кочани во петок. Ќе се направи, ќе се изведи во соработка со специјалисти по пластична хирургија од Универзитетската клиника Свети Наум Охридски. Во однос на физикалната терапија која што се одвива во Кочанската болница, можам да кажам дека активно се обавува. Оваа недела во втора смена ќе обавуваат физикалната терапија, веќе се распределени кај физиотерапевтите од ГОП 8 септември и Клиничка болница Штип. Без комарци во длабока сенка со постојани вежби во текот на денот, активности на отворено позади сонце. Повредените деца се рехабилитираат на Пониква. Како што велат лекарите, живеат како едно големо семејство, без срам од околината и покажуваат напредок во своето лекување. Со качувањето на Пониква имаме поголем обем, поголеми можности за рехабилитација, затоа што може тука да користиме и овие справите што се тука, значи полигоните навечер само, не преку сонце, преку дента работиме доле во салата, имаме идеални услови, првично сите пациенти се измасират, извежбат се и потоа одаме на групни вежби во салата. Ручок и повредените часови исто имаме па масажи, па вежби и прик вечерта после 19:30 излаваме надвор каде што има разновидни спортски активности, дали ќе се кошарка, фудбал, одбојка. Децата добиват третман и од сабале и по ручек. 2 пати се масирани, 2 пати се вежбани во група, а посебно многу сме задоволни. Пациентите сега се многу социализирани. Имаше пациенти што беа прикриени, што се срамеа од естетскиот изглед, од проблемите што ги имат, од изгорениците. Сега тука се како едно семејство, сите се исто, толку се чувствуваат пријатно, опуштени, релаксирани и вежбите подобро течат, и имат рекреативни активности и на отворено после кога зајде сонцето, пешачеме. На Пониква има доволно реквизити кои се користат од повредените со цел да можат да ги вратат своите функции во рацете, прстите и слично. Моментално првата група од 45 повредени деца ќе остане на Пониква 2 недели.